До 12 јуни ќе се аплицира за субвенции. Министерството за земјоделство го продолжи рокот. Одлуката за пролонгирање на досегашниот рок 15 јуни доаѓа по барање на сточарите и ветеринарите кои се пожалија дека до 15 мај нема да може да извршат попис на бројната состојба на животните во регистарот на Агенцијата за храна и ветеринарство, што е услов за поднесување на барања за субвенции, говеда, овци и кози, а истовремено и да ја спроведат имунизацијата против болеста јазлеста кожака и крупниот добиток. А во овој момент спроведуваме две активности, тоа се вакцинацијата кај крупниот добиток, конкретно со чворестата кожа, и спроведувањето, обележувањето на новородените единки, јагнињата и јарињата, земањето на крв на испитување од бруцелоза и воедно спроведувањето на пописот. И покрај тоа што е периодот повторно краток и покрај тоа што ќе се продолжи, но ќе смогнеме сили да едноставно оваа работа ја завршиме до крај без никаков проблем, да луѓето едноставно ги добијат своите средства. За една недела се продолжува и рокот за субвенциите за млеко. За дополнителна финансиска подршка од државата од 3,5 денари по литар за предадени количини во регистрирани капацитети, млекопроизводителите ќе аплицираат до 23 мај. За млекото е првата фаза од пријавувањето, значи за месеци октомври, ноември и декември. Од околу 160 млекопроизводители во Штипско досега аплицирале 50-тина. Од над 2000 земјоделци кои конкурираат за субвенции, досега барање поднеле само 900.